Задачата гласи: експериментот е во една кутија има 8 црвени топки и 12 плави топки. Се измешат сите топки, па без гледање се извлекува една топка. До тука сме исти со претходната задача. Ама сега ја ставаме таа топка на страна. Значи не ја враќаме, запишувајќи ја незината боја. Уште еднаш извлекуваме една топка и ја запишуваме и незината боја. Колку е веројатноста дека боите на двете извлечени топки се исти? Да се напиши PDF-от на експериментот. Значи табелата на веројатностите. Ова се разликува од претходната задача во тоа што не ја враќаме топката внатре, туку ја ставаме на страната. Но како секогаш почнуваме со барање на множеството на множните исходи, значи омега. Што имаме на крајот кога ќе завршиме со експериментот? Имаме лист со една боја пишена, па друга. Значи ги имаме истите исходи како во претходното. Црвено, црвено да биде пишено е можно. Црвено, плаво, значи првото извлекување е црвено, второто е плаво, плаво па црвено и плаво па плаво. Значи истите 4 исходи се. Има различни веројатности. Се бара исто како што се бараше во претходната задача, колку е веројатноста да биде иста боја. И тоа е веројатноста да биде црвено плюс веројатноста плава. Ова треба да ја пресметаме. Исто како во претходната задача, имаме два опити. Првото извлекување и второто извлекување. И првиот опит, тоест првото извлекување е иста со претходното. Значи имаме точка тука, можеме да извлекуваме црвено, можеме да извлечеме плава. Како и во претходната, веројатноста да биде црвено во првото извлекување е бројот на црвени во тоа извлекување врз вкупниот број на топките тогаш. И имаме 8 врз 8 плюс 12 еднакво на 8 врз 20 и тоа видовме е 0,4. И пишевме тука веројатноста на црвено е 0,4 и бидејќи и беше релативно јасно ова, е PR од плаво е 1 минус 0,4, 0,6. И ова беше плаво да се извлечи, а ова беше црвено да се извлечи. Сега одаме на второто извлекување. И пак можеме да извлечеме црвено или плаво. И како и тогаш пишеме веројатноста црвено ако црвено. Да памтиме дека ова е второто ако првото. И тоа треба да се пресмета. Само сега не се независни опитите, извлекувањето. Зошто? Бидејќи извлеков црвено и ја кладев на страна. Сега што има во кутијата? Има, напишеме црвено, ако црвено. Колку има црвени сега и колку е N? И одговорот е сега има само 7, бидејќи извлековме и кладевме на страна едната. А вкупно има 7 плюс 12. Значи 7 врз 19. Колку е тоа? 7 врз 19 е 368. 0,368. Гледате дека има смисла. Се намали шансата за црвено, оти тргнавме едно црвено на страна. Значи ова е 0,368. Колку е веројатноста да биде плаво сега ако беше црвено на првото? И сега се разбира треба да биде 632, ама да пресметаме, да видиме како е. Значи имаме веројатноста на плаво ако првото извлекување беше црвено,
Тоа е бројот на плави, плаво сега извлекуваме, verse N, бројот на плавите не се измена, пак е 12. Ама вкупните се смена, 7 плюс 12. Значи 12 verse 19 и се надеваме на колку 6, 3, 2. Ајде видиме. 12 делено со 19 еднакво на 6, 3, 2. Еднакво на 0, 6, 3, 2. Значи ова е 0, 6, 3, 2. И ова е, значи, случајот црвено на црвено и црвено и плаво. Сега да видиме и во другото. Значи, ова е црвено тука и ова ќе го скрнчиме плаво тука. Значи, кој се ова? Ова е плаво, 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 а ова плаво црвено. Значи, ова е веројатноста црвено на второто, ако првото беше плаво. P air од црвено ако плаво. Значи, бројот на црвени, verse N, црвените остана исти, така ти тргнавме плаво, значи 8, ама сега имаме само 11 плави. Или 8 verse 19. 8 verse 19 е еднакво 0,421. 0,421. Значи очекуваме ова да биде 579 тука. Последното, веројатноста за плаво, ако плаво е, ова не го пишавме тука, 0,421. Значи, тука имаме веројатност плаво, ако плаво, тоа е бројот на плави verse вкупното, односно плавите се намалеа на 11, црвените останеа на 8 и имаме 11 verse 19. Еднакво, дигитрон, 11 verse 19, еднакво 579. 0,579. И тука да пишеме 0,579. Сега, значи, имаме се што ни треба. Веројатноста на црвено, значи, е 0,4 овде по 0,368, 0,4 по точка 368 еднакво 1,47. 0,147. Веројатноста на црвено првен па плава е 0,4 по 0,632. Точка 4 по точка 632 е еднакво 2,528. 0,253. Веројатноста на плава да биде првен, па после црвена, е 0,6 по 0,421, точка 6 по точка 421, еднакво на 2,5,3 и последното е плава на првото, плава на второто, 0,6 по 0,579 е 0,6 по 0,579 еднакво 3,47. 0,347. Како секогаш провераме, точка 1,47 плюс точка 2,5,3 плюс точка 2,5,3 плюс точка 3,4,7. Еднакво. 1. Сумата се собира до 1, како што треба. Значи, останава ово да го пресметаме и да ја направиме табелата. P еро црвено е 0,147 плюс плава е 0,347 е еднакво на
е еднакво на точка 147 плюс точка 347 494. Ако памтите, минатиот пат беше над 50, значи ова е испод 50. Сега со без враќање, ова имаме помала шанса да добиваме две исти бои. И уште табелата, значи треба 5 да ни бери. Тука X, тука да оди, ова црвено, 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 плаво и плаво, црвено. Значи имаме X, црвено, 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 плаво, плаво, црвено и плаво, плаво. И ги имаме ова PR од X, значи веројатноста на црвено, црвено беше 0,147, 0,253, 0,253 и 0,347 и ова е PDF-от. И со тоа ја завршивме задачата.